Во тој миг почувствував дека нешто губам. Почувствував дека нешто од мене заминува за секогаш. И ете, не се излажав. Ги отвори крилјата и летна во далечината. Замина на неповратен пат. Не знаев дека ќе го немам покрај мене за секогаш. Но замина. Замина без да ме праша дали ќе му дозволам. Замина некаде во таа безграничност, никогаш не враќајќи се назад. Преубави стихови, почитувани гледачи. Јас така мислам, се надевам дека се служувате со мене. Тоа се стиховите од песната Во големата безграничност од книгата Последниот акорд. Автор на оваа песна и на оваа книга е Ивана Гушева, мојата денешна гостинка во емисијата Дневна соба. Ивана, добар ден и добре дојде во Дневната соба на ТВ каналот ВИС. Добар ден и добро ве најдов. Мило ми е што сум денес ваш гостин. А мене ми е мило што ти си денешка моја гостинка. Навистина преубави стихови и преубава книга. Барем така изгледа, другите песни ги немам прочитано, но се надевам дека деновиве ќе има можност тоа да го сторам и се надевам дека и другите се така убави. Ова е твоја прва книжевна објава, така? Да. Кога излезе од печат? Од печат излезе пред 4 денови. Издавачка куќа Феникс, Скопје. Кај мојот пријател Христо Петрески, познат и признат македонски поет. Да, навистина добар човек. Го поздравувам. Така. Рецензент ми е директорката на гимназијата Вања Изова Велева. Исто така позната и призната поетеса, членка на Друштвото на писателите на Македонија. Добро. Корицата ја направи професорот Митко Тошев. Митко Тошев. Исто така, познат, признат ликовен уметник, мајстор на својот занет. Ивана, преубаво изгледа книгата, има еден асоцијативен наслов Последниот акорд. Нешто што има врска со стиховите кои ги прочитав. Кому му е намената оваа книга? Оваа книга е наменета за мојот дедо. Последниот акорд е даден насловот затоа што ме асоцира на последниот акорд со кој што заврши и нашата песна. Станува збор за твојот дедо, а твојот дедо струмичани добро го познаваат, барем оние кои добро ја познаваат музиката, струмичката естрада. Станува збор за Лечо. Доволно е да се каже Лечо, иако човекот имаше име и презиме. Тоа е Алекса Минилов, Лечо. Човек кој изворедно свираше гитара, човек кој изворедно пееше, имаше прекрасен глас, пееше на многу забави, низ Струмица, во околината, па и пошироко, но јас се сеќавам дека пееше и на еден фестивал кој јас имав задоволство да го водам, бев водител на тој фестивал. Тоа е далечната пред 1995 или 1996 година, значи пред цели 20 години, Алекса Минилов Лечо пееше на Фолкфест Тримери овде во Струмица, фестивал кој се одржа во Националната установа Центар за култура Антон Панов, директно пренесуван на македонската телевизија, и твојот дедо испеа на преубава песна која се викаше Стариот Пајтон. Стариот Пајтон и чинама освои награда. Прва награда освои Лечо. Навистина, убави спомени имам од тој фестивал и од дружењето со Лечо. Какви спомени твојот дедо буди кај тебе? Па, тој беше единствениот од кој буди најголеми спомени кај мене. Тој е мојот идол, како што го нарече исто и директорката. И од него научих да пеам. Од него е наследен и мојот талент за пеење и пишување исто така. И што друго да се каже? За Лечо не треба многу да се зборува. Доволно и да се молчи, но доволно е да се познава. Оние кои го познаваат знаат кој беше Алекса Минилов Лечо. Беше извонреден човек, беше секогаш добро расположен, секогаш расположен за добра песна, за добра свирка и така натаму. Го знаат тие што го знаат, сиромашни се оние кои не го познавале Алекса Минилов Лечо, и јас ми беше многу жал кога слушнав дека
тој всушност замина со песната, замина во довира, нели, на една свирка. И ми беше многу жал, но чинам дека ги историв сите мои емоции кога на неговиот погреб ја имав улогата на лаудатор или човек кој се простува од покојникот, бидејќи бевме навистина добри пријатели. Колку песни се поместени во оваа книга? 25 песни, во кои сите е опен тој, но со различна содржина и различна тема. Значи, сите песни се посветени на твојот дедо. Да. Добро, колку време беше подготвувана оваа книга, овие песни? Потребно, за да се напише, беше потребно само 2 месеци, затоа што мотивацијата и инспирацијата беа преголеми, но им беше потребно подолго време за да се прегледа книгата, за да биде направена корицата, да биде одберен насловот, и да биде отпечатен. И какво е чувството? Какво е чувството кога твое новороденче, првороденче држиш во своите раце? Тоа е малку чувство кое не се објаснува многу со зборови, така ли е? Да. Јас можам да го опишам со една голема насмевка. Да. И кога прв пат ја фатив во раце, се почувствувам дека држам нешто кое ми зборува. Така. Да. Навистина е прекрасно таквото чувство. Јас веднаш ми навираа сеќавањата кога пред многу години излезе од печат мојата прва книга Алтернативно живење, и тоа излезе на еден конкурс на книжевната младина на Македонија во Скопје. Знам дека помина на конкурсот, знам дека ќе треба да се печати и така натаму, и бев студент кога прошетав во една книжарница во Скопје, без да знам дека е излезено веќе од печат. Шетав по рафтовите на една голема книжарница во Скопје и од рафт на рафт, гледајќи ги книгите, наеднаш ја гледам книгата на која пишува Ѓорги Калајџиев, Алтернативно живење. Тоа беше шок, тоа беше нешто што не се објаснува. И ја земав книгата во раце и ми дојде на сите во книжарницата луѓе кои беа, да им кажам: луѓе, јас сум тој, тоа е моја книга. Да, навистина убаво чувството. Од кога пишува Ивана? Пишува од 11 години. Како знаеш дека од 11? Па во 2011 година ја добив првата награда на конкурсот за карнавалот, за Струмичкиот карнавал. Да, тоа е во организација на библиотеката Благој Мучето од Струмица. Секоја година тие распишуваат конкурс на тема карнавал, и тоа влегува во целокупната програма на одбележување на карнавалските свечености во нашиот град. И каква беше песната? Се сеќаваш ли? Ја знаеш ли на памет? Не ја знам на памет, затоа што беше голема. Ја пишував на струмички дијалект и тоа беше неинтересно, и затоа бев одбрана да бидам прво место. Супер. Добро. Рече дека и пееш и пишуваш. Да. Што е повеќе, Ивана? Пеачка, поетеса, што? Па пеам како солист во хорот Јане Сандански. Затоа е толку добар хорот, затоа што си ти дел од него, добро? И повеќе пишувам, затоа што има повеќе конкурси и се пријавувам на сите конкурси кои што ќе ги најдам, и сум доста успешна во пишувањето. Така. Ти си трета година во Средното општинско училиште Јане Сандански. Денес е прв училишен ден. Какво е чувството? Летото си помина вака. Да. Жал ти ја претпоставувам, биди искрена. Барам уште малце летен распуст, но нема, помина. Така. И не знам, се чувствувам малце повозрасни, затоа што трета година и така. Има сега и помали од нас во училиштето, не сме на малите во смената. Што очекуваш од новата учебна година? Очекувам поголем успех за разлика од минатата година. Не беше толку добра? Бев добра, но секојаш може подобро. Браво, Ивана, браво, одличен одговор. Добро, кога зборуваме за пеењето, јас се сеќавам на еден интересен твој настап во Националната установа Центар за култура Антон Панов, и претпоставувам тој твој настап ќе го паметиш цел живот. Овде во книгата Последниот акорд
посветена на Алекса Минилов Лечо, твојот дедо. Пишуваш за твојот дедо, меѓутоа тогаш имаше изворедна можност да настапиш заедно со него во дует. Да. Беше тоа прослава на некаков патрон празник ли беше, така? Да, беше патрон празник на гимназијата и благодарение на професорката Анита Станковска, која што го организираше целиот тој концерт, кој што беше поздравуваме наречен... Анета. Анита, се извинувам. Анита Станковска. Тоа беше нејзина идеја. Концертот беше наречен Семејство на успешните. Така. И настапуваа. Да. Татковци со деца, дедовци со внуки. Требаше да настапуваме со оние од кои ни потекнува талентот. Да. Да, и јас го прашав дедо ми дали ќе сака да настапува со мене, и тој прифати. Баравме песна, песната беше Момчето со мандолина. Имав премногу трема пред тој настап и се излезе супер. Тој ми беше прв и последен настап со него. Да, беше тоа изворен настап, бидејќи и јас бев дел од тој амбиент, го гледав вашиот настап и многу се дружев со твојот дедо позади сцена, бидејќи и јас концепцијата на прославата на патрон празникот на гимназијата беше таква да настапуваат и поети од претходни генерации на ученици кои поминале низ ова средно училиште, па настапив и јас со рецитатори. Не поети, рецитатори, па јас рецитирав, Алекс со тебе настапија со преубава песна. Кога ја слушна Момчето со мандолината? Чија беше идејата да биде таа песна, бидејќи ти не може да ја знаеш таа песна? Да, јас песната воопшто не ја знаев, идејата беше негова. Баравме стара македонска песна и тој рече Момчето со мандолина и јас се бунев, не сакав да ја пеам, затоа што не ми се допагаше воопшто, но денес ми е омилена. Тоа е изворедна песна која во периодот кога излезе предизвика навистина преубави реакции од целата македонска јавност, ја пеа Јанко Узунов и неговата сопруга Жаклина, мислам, Жаклина. Навистина хит кој останува до ден денеска. Ајде, испеј ми, те молам, едно мало парче од твојот дел од оваа песна. Некој му ја даде та мандолина во момчето гресоништа под срце си скина. Дали тоа беше младо што си оди со момчето со песните што од звезди тажно броди. И така натаму, и сега јас да знаев да пеев, ке го отпеев машкиот дел, ама не се судвам тоа да го направам. Беше тоа прекрасен настап. Велам настап кој ќе го паметиш цел живот, бидејќи да се настапи со Алекса Минилов Лечо е навистина убаво доживување. Што ќе ни прочиташ од оваа книга по твој избор? Повели. Ја прочитала Возачот на Стариот Пајтон, затоа што неговата песна се викаше Стариот Пајтон, да. Со кој што зема прва награда. Земал, ке кажеш. Земал, не зема, бидејќи кога фестивалот се одржа, Лечо ја освои првата награда, ти не беше родена, така ли е? Да. Така, добро. Возачот на Стариот Пајтон. И тебе ли те однесе возачот на Стариот Пајтон за кого пееше во твојата песна? Многу ли болеше раната што ти ја создаде твојата драга? Нејзината болест ли те стопи во далечината те испрати? Немој, не одговарај. Остави нека зборува тишината. Безусловно нека се редат стиховите на листот. Нека ме враќаат назад и нека ми ја покажат сликата која постојано се вртеше во твојата глава, додека ти ја компонираше таа виртуозна мелодија. А во овие мигови од сегашноста, отварајќи ги очите и погледнувајќи во реалноста, дали ти знаеш колку нејзи ја болеше душата, кога во неа заби тежок куршум и рече: "Збогум за секогаш, моја драга."
Браво, браво. Дај ми ја книгата. Дај ми ја, убаво се чувствам кога ја држам во раце. Јас се надевам дека, јас верувам во тоа, не знам ти, верувам во тоа дека овој наш разговор од некаде Лечо го гледа. Па еве го поздравуваме. Се надевам дека во овој момент е многу горд на својата внука, затоа што напишала книга посветена нему. Кога оваа книга и официјално ќе го види своето бело видело? Официјално ќе биде промовирана на 23 септември во 19 часот во големата сала на Домот на Арама. Во Домот на Арама, и еве ја користиме оваа можност, забележете си, почитувани гледачи, во вашите роковници, значи 23 септември, петок, Да, Дом на Арама, почеток 19 часот. 19 часот. Бидете дел од оваа промоција, јас се надам дека убаво ќе ја осмислиш, дека ќе се погрижиш да има малку и музика. Ќе има премногу музика, така значи ли? преку стихови, поезија, ќе биде проследена со гитари. Супер, супер. Да. И можеби да имаме и некаква слика од Лечо со гитарата, бидејќи, нели, како што веќе рековме, оваа книга е посветена нему. Ти си млада девојка, трета година у средно училиште, што освен пеењето и пишувањето поезија те интересира? Излегуваш како и сите млади, така? Да. Заљубена се како и сите млади? Да. Имаш момче како и сите млади? Да. Добро. Многу кратки одговори, а јас сакам да ја дополнам времето предвидено за оваа емисија. Добро. Има една песна поставена на корицата, се вика Последниот акорд. Токму така како што е насловена оваа книга. За самиот крај, ќе те молам да ја прочиташ и оваа песна. Последниот акорд на гитарата насетуваше громогласен аплаус, насетуваше солзи радосници, будеше возбуда. А веќе следното утро последниот акорд на гитарата премина во тага. Последниот акорд повеќе не наликуваше на нешто грациозно. Последниот акорд тагуваше по таа човечка душа, зашто тој последен акорд беше неговиот последен стив. Почитувани гледачи, вие тоа можеби и не го забележувате, меѓутоа кога јас зборувам за Лечо и кога употребувам убави зборови, гледам на солзени очи, убави сини очи со малку солзи во нив на Ивана. Тоа е доказ дека таа премногу го сакала својот дедо и јас се надевам дека со оваа книга му вели едно големо благодарам затоа што тој Лечо бил дел од неа и што таа била дел од него. Ивана, што после оваа книга? Што очекуваш од оваа книга? Од оваа книга не очекувам многу голем успех, затоа што сепак е прва книга и е поезија. А успех не е, што значи тоа голем успех? Да биде продадена книгата. Тоа Воопшто не очекувам. Тоа избриши го од Очекувам од да остане можностите. како голем спомен книгата. Така. Книгата треба да се подарува. Подарува ја на своите Да, пријатели, на твоите соученици, на своите професори, на оние кои те познаваат. На тој начин ќе ја споделиш твојата поезија и твојата љубов кон дедот ти на најубав можен начин. Продажбата во нашите македонски услови е голем знак прашалник. Добро. Јас тоа така го правам со моите книги. Подготвуваш ли нешто ново? Што после таа книга? Да, подготвувам следна книга, но нема да биде поезија, ќе биде роман. Така? Да. Љубовен, претпоставувам, или не? Не, нема да биде љубовен роман, ќе биде роман поврзан со две другарки. Две другарки? Да. Станува збор за вистинска приказна Не, или нешто воопшто- измислено? Воопшто не е вистинска приказна, станува збор за нешто кое воопшто не е реално. Да. Значи, твојата фантазија Да, ќе превладува во таа работи многу добро. Јас со нетрпение ќе очекувам и таа твоја втора книга или прв роман, прва проза. Ти честитам за твојата прва книжевна објава.
Ти посакувам многу успеси на промоцијата, нека дојде многу народ, многу луѓе, нека биде исполнета салата во домот на Арама до последното место, така и ти ќе бидеш задоволни. Јас се надевам дека ќе бидат задоволни тие што ќе бидат дел од твојата промоција и уште еднаш посетување до сите наши гледачи, љубители на литературата, на поезијата, особено познавачи на Ивана или познавачи на незиниот дедо Алекса Минилов Лечер, нека повелат во петок на 23 септември со почеток во 19 часот во големата сала на домот на Арама во Струмица. Ема да зажалите, почитувани гледачи. Ивана, ти благодарам за гостувањето на програмата на ТВ Канал 200. Посакувам уште многу успеси на сите полиња. И јас ќе бидам дел од таа промоција, се надевам. И се надам дека ќе уживам и во твојата поезија и во тоа како е осмислена промоцијата, а верувам и ќе бидам во публиката секојаш кога ќе пееш на сцена. Се надевам. Благодарам. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издање на емисијата Дневна соба. Се разделуваме со вас со песната на денот која вие избравте со вашите гласови. Тоа е песната Јас и ти во исполнение на ДНК. Си закажуваме нова средба за утре во 10 часот. До тогаш, довидување.